Зрелоста на мислата не зависи од годините, туку од внатрешната матурација стекната низ читање, перцепција на околината и соодветна реакција на случувањата во и околу нас. Токму таква зрелост покажа младата штипска писателка Рената Пенчова, која може да се препознае во нејзините книги Осцилации и Патот до метаморфоза, втората посветена на сириските бегалци. Рената пишува од една објективна страна пред се, меѓутоа се внесува и субјективна во целата таа приказна. И случајно или намерно се нареди околностите да за прв пат јавно проговорам и за тоа дека и во Штип не имавме сириски семејства. Се грижевме за нив. Рената сигурно немала информација за сето тоа, меѓутоа и кога сака да се склопат работите, се склопуваат. Патот до метаморфоза е лична приказна за искушенијата низ кои минуваат луѓето кои зад себе го оставиле својот дом, но и искушенијата низ кои минува една млада личност современик на овие болни светски случувања. Романот представува одбресок на една голема младешка побуна за се она што се случува во денешницата, во нашата кратковина и подалече. Тоа се животни вибрации и импулси, дојдени како мисловен миг или молња кој осветлува, пара, остава трага, оскудува, порачува. Филозофската размисла за животот и смртта се проткајува низ страниците на оваа книга и се манифестира на различни начини, преку настани и ликови, чувства и писма. А како се родија двете книги на Пенчова? Најпрво, како што веќе споменавме, дека мотивацијата и инспирацијата беше токму тоа што јас имав можност во живот да ги видам тие семејства. И оттаму некако се роди и самата инспирација, потоа следуваше конкурс на кој што конкурирав и кој што добив награда и беше токму напишан во облик на новела и посветена на оваа тема. Рената Пенчова е долгогодишна соработничка на Штипската библиотека и многу пати наградувана поетеса. Со своите 18 години таа доправа ќе оди патеката на искушенија, предизвици и инспирации, на уживање и болка која ја нуди пишаниот збор, но и ќе го промовира Штип и Македонија преку своите дела. Незината прва книга Осцилации веќе е представена пред читателската публика во Свети Николе, Стражица и Кјустендил.